40-годишен семеен човек со 2 малолетни деца, човек кој секојдневно и навремено си ги извршувал работните обврски, имал добри односи со колегите. Ваков е описот на БС, кој украде на 2 милиони франци од банката во која работи. Парите ги ставил во кеси и го напуштил објектот. Ниту обезбедувањето, ниту колегите не се посомневале во него. Случајот во полиција го пријавил директорот на трезорот на банката. По само неколку часа МВР привело едно лице за кое, како што велат оттаму, постојат основани сомненија, но се уште се превземаат мерки за целосно расветлување на случајот, а повеќе детали најавија за во текот на денов. Од НЛБ Тутунска банка пак убедуваат дека сите средства на клиентите се апсолутно безбедни и не треба воопшто да бидат загрижени. Банката ги има преземено сите мерки за осигурување на своите редовни активности. Како не би го попречувале напредокот на истрагата, во овој момент не би можеле да коментираме повеќе за настаните се до крајот на истата, сепак сите понатамошни информации треба да дојдат од надлежните истражни органи. Уверено можам да изјавам дека настанот нема влијание на секојдневното тековно работење на банката и НЛБ банка АД Скопје ја продолжува својата успешна работа како креатор на современи и сигурни банкарски услуги за нашите клиенти, истовремено постигнувајќи одлични финансиски резултати како и досега, вели директорот на банката во соопштение до јавноста. Филмскиот грабеж на банката денеска стана топ вест на денот, а некои медиуми го нарекоа и грабеж на деценијата.